Добро вечер, друштво. Извинявајте поради технички причини интернетот се исклучи нешто. Како и секоја недела, повторно и оваа недела со Владо Павлов. Ви ветивме повеќе работи за дискотеката Пулс, за пожарот во кој трагично загина 64 дечиња и над 150 се повредени. Но бидејќи оваа недела немаше судење, нема да зборуваме за Пулс, бидејќи ќе чекаме да видиме како се одвива текот на судењето, дали некои работи што ние ги знаеме ќе бидат презентирани на судењето или не. Доколку не бидат презентирани на судењето, ние ги презентираме на вас. Исто така оваа недела е актуелна и темата за атентатот на, Бог да го прости, председателот Киро Глигоров. Многу, како Сотир Костов, Павле Трајанов, кажуваат своји теории, но јас знам дека Владо Павлов веќе долги години истражува баш на таа тема. Владо Павлов, како што знаете, е човек на службите, поранешен човек на службите, повеќе не. Бидејќи ги знае многу подобро работите, се одлучи да ви каже нешто површно, би рекол, бидејќи ќе одиме од наредната недела со подкаст, мислам, професионално нешто, со Господ напред, така успееме до наредната недела, на кои ќе бидат презентирани, Владо што ги има доказите за атентатот, ќе бидат факти, аргументи, а сега вака површински да ви дадаме вовет. Повели Владо, кажи. Добро вечер и убава вечер и од мене како Владо Павлов. Верувам дека ќе успееме со она што го правиме и што го припремаме. Ќе биде најпрофесионално и ќе биде подобро искажено на нашиот канал со повеќе докази и аргументи. Сега ќе биде нешто површински за да доловиме дел од она што треба да го докажеме како вистина и зошто се случило тоа и како се случило тоа. На почетокот може само да спомнеш нешто, кратко ми рече за Пулс. Па да, јас би сакал јавниот обвинител Борче Јанев Кочански да провери дали Пулс има плаќано струја на Евана Кочани, дали Евана Кочани е поврзан и има овластување кон дискотеката Пулс. Дали воопшто постои сметка за струја која доаѓала на дискотеката Пулс? Точно од Евана Кочани, а и го повикуваме Стојанче да ни каже како дошло до исклучувањето на струјата, кога веќе имаме докази од искази на лица кои што објавуваат дека после одредена експлозија наеднаш однемува струја. Значи, Стојанче Ангелов, те прашаме, пошто вие бевте сведок да кажете дека Скопје е исклучило струјата на Пулс, исто така бараме и од Евана Кочани да ни дадат дали имат овластување кон дискотеката Пулс за кој плаќал сметка и дали воопшто е плаќена сметка на Евана Кочани или на Евана Македонија. Доста е за толку, бидејќи немаше судење, понатаму ќе продолжиме. А Стојанче може да одговори слободно на прашањето. Затоа што во неговите изјави кажа дека струјата уште кога кренал тоа од Скопје, била исклучена од Скопје, а ние имаме повеќе искази кои што ќе ги дадеме во понатомошното наше излагање. Како и претходно што објавивме и дадовме доказ, кој што е даден доказ на јавниот обвинител Кочански, дека имало експлозија и дека после експлозијата веднаш однемало струја. Сега можеш нешто за твоето истражување во врска со атентатот на председателот, Бог да го прости, Киро Глигоров. Моето истражување е од 2005-2006 година на ова тематика и во ова мое истражување кое што јас ги слушав тоа што го кажува Сотир Костов, Павле Трајанов, Гајдов,
Ставре Джиков, ете јавно ги повикувам да направиме ние подкаст или ние да отидеме во подкастот на Сотир Костов, да го прашаме за некои работи кои што ние имаме сознание за атентатот, како атентат, нели? И она што јас како Владо Павлов го имам објавувано за тие 20-30 килограми на импровизиран пластичен експлозив кој што украден, како што велат од Арама, јас велам од Гардиска при касарна Илинден. Тоа го објавува Павле Трајанов, као демек се знаело сега каде е експлозивот, каде се упалјачите од МВР, а ние тоа го веќе кажувавме негде околу 20 години. Значи, нашите докази околу овај атентат не водат до таму, како припадник, нели, на елитни специјални единици, како припадник на сето она што сме го поминале. Јас реално би те прашал, еве тебе, што би се десило ако ние двајцата седеме овде во овој затворен простор и да ни фрлат шок или флеш или топовски. Во најмала рака ќе ни пукнат ушните тапанчи. Да, во најмала рака ушните тапанчи ќе пукнат. Сега Ако е во близина шокот од притисокот, мислам дека ќе има и сериозни оштетувања на мозокот. да, значи, замисли овде кај што набодно седел, нели, тогашниот председател, пред него 30 кг експлозив да пукне и тој се спасил само поради тоа што читал вестник далеку и знаел како да работи со децибелите, нели? И во затворена просторија, тоа што ние на обука поминовме, за тоа што оние кои што се во просторијата кога имаме напад на куќа, нели, во таа просторија пред да влеземе, они знаат дека мора да бидат со отворена уста. Уста, да. Затоа што ако бидат со затворена уста на вежбите, кој ќе го фрнеме шоко или флешу и тоа да го правиме да ги приведеме, нели, заложниците како терористи, има шанси да и пукне ушното тапанче. Па така, нели, покојниот Угриновски велел како голем, нели, очен доктор, а тој има некоја друга струка покојниот, а него го спасило тоа што не сакал на очари и читал оддалеку и во моментот кога се десила експлозијата, тој бил со отворени уста. Добро, многу е нелогично тука, според мене, сега не знам, може некои од вас ќе ме прават лут, али тоа е ваше право. Како е можно во една кола, двајцата, на едниот на шоферот поточно, од експлозијата, од децибелите, од толку силна експлозија да му пукнат белите дробови внатре дори. А овде да има... Значи, во најмала рака, на најмали децибели од 4200 и 5200 пука чмарот и ушното тапанче. А додека она што действува со шоферот, тој е без пола череп и со пукнати бели дробови, и тоа е доказ дека децибелите се силни точно од таа силина на звукот, од тие 30 кг експлозив што фалеле, како што вели Павле Трајанов, и е точно од Гардиска, за кој што во понатамошните наши докази ќе дадеме дека фалат од едно лице кој што е капетан таму, и тоа лице после некој одреден период починува. А зошто е, според тебе, зошто е направен атентатот? Дали е тоа атентат врз председателот Киро Глигоров или атентат врз македонците? Да, значи нема врска дека е атентат врз Киро, тоа е атентат врз македонците. Следејќи го Сотир Костов и тие кои што се некоја научна фела, сега го потврдува тоа дека е атентат врз Македонија, но тука го поврзуваат и Киро Глигоров. Затоа што Киро Глигоров нели бил председател на Македонија и тогаш ова е веќе атентат врз Македонија, затоа што Киро Глигоров е Македонија. Но јас прво наосновно како обучен за таков вид на делатности на обезбедување и на све што сме поминали од Југословенска народна армија и овде во Волците,
како во вод за против туристички дејства и за чета против, па и диверзантска чета. Во обезбедување никаде во ниеден протокол не стои дека тој што го обезбедување треба да седи напред лично до шоферот. Јас, како таков супермен покојниот Киро, би го ставил да биде и шофер, не му треба ни обезбедување. Поубаво да возел Мерцедесо, да биде и шофер и обезбедување, се самиот да биде. Целиот протокол да падне во вода. Значи никаде нема дека председател седи на предно седиште. Да, по протокол не сме. Не сме и никаде нема во светот. Јас го знам тоа. И како е можно во случај минувач на 100 метара, бивши министр за земјоделие од Струница Хаџиманов, да починува на 100 метара од звучниот, од децибелите, а додека на Киро да не му фали ништо, со една рецка да помине, така хоризонтално направена, изгледа насочувана е со... Не знам, многу интересни теми отвори. Интересна е темата овде. Значи има атентат врз македонците или оно што сакат сега да речеме Павле Трајанов, тоа најновото што го слушнав, да ја насочат БИА или Српската тајна служба дека е одговорна затоа што тој бил кај Милошевиќ последната вечер. Така да јас сите оние кои ќе докажува нова генерација дека најголемиот нарачател на сето ова е самиот Киро Глигоров, а извршител Пречкополис и сите останати, тогаш сите овие кои што тврдат дека Киро Глигоров бил автомобилот, ќе бидат соучесници во овој терористички акт што го направил самиот Киро Глигоров врз македонците, тоест врз македонците тогаш од ВМРО ДПМН, затоа што беа излезени околу 300.000 на митинг за самостојност на Македонија. Дали ти имаше, мислам, поврзаноста, знам дека има обемна документација во врска со атентатот и таа документација требаше да ја доставуваше до обвинителство, па нешто сообраќајки, како да ми појасниш? Во моментот кога ние бевме во Скопје, веќе договаравме со пријатели професори кои што требаше до обвинителство да остават целосната наша документација. Значи во еден одреден момент кога требаше да го завршиме целиот процес тој ден, на мене во порака истиот ден ми стигнува како сум добил развод од сопругата тогашна Весна. И јас наместо да се вратам за Кочани, тогаш бев со мои пријатели од Прилеп, реков одеме за Прилеп и моите другари од Прилеп ми велеа како сега видиш што доби, како така, вака, не викам одеме за Прилеп, а во истиот момент, истиот ден има текстови објавено за мене на Facebook како во ова небо македонско некој утре ќе го имат, ќе го немат пред ова небо. И навистина следниот ден кога од Прилеп се враќавме према Кочани, на Плетвар доживеавме сообраќајка која што со директен судир влета точно во нас. Значи, веќе си бил таргетиран, твојата траса на движење ја знаеле однапред каде ќе биде и... Па се работеше за едно лице, сега тоа лице почина, кој што е наркоман, кој што беше на хероин од Прилеп, и лице кое што каде што многу беше симптоматично тоа што ние кога одевме на Плетвар, кога се искачувавме, тој се пушти од озгора и на најопасната кривина кај што е, многу беше симптоматично тоа што пред нас имаше возило или мотор, но не ми многу во сеќавање, што возеше бавно. И ние моравме да го притицаме за да влеземе во втора линија. И тој кога дојде озгоре директно во нашата втора линија удари. И кога дојде полиција на терен, кажа дека за кого се работи, кажа за тој тоа лице направило сообраќајка, вика тој е мртов, ни записник, ни ништо не се водеше. Значи немаше записник воопшто за сообраќајна незгода? Па на еден од моите пријатели кој што возеше тогаш, кој што е со мене, му кажале во Овора тогаш Прилеп да стави бел лист и ќе направиле записник. Така да и овој процес ќе се отвори, ги имам сите докази и ќе покренем иницијатива против Овора Прилеп. Мислам дека за денес е доволно ако имаш
да и кажеш Па уште? оно што се Како случува, најава. оно што се случува со вистината за пулс и последните случувања што некој сака да се извади, али по Божја примисла истите тие кои што ја спремале кривичната за најголемиот доказ за Македонија се ставени сега во кривична против пулс. Истите оние кои што се поврзани со пулс, се поврзани со претресо, така да Бог е голем и знам дека не е случајно тоа со кривичната пријава и тоа што го правя со мојот најмил син. И сето тоа е поврзано поради вистината за пулс, затоа што му смета на некој што го скренал целиот тек на обвинителниот акт, кој што не требало да оде во тој правец. А додека оние другите случувања кои што ги знаете со Beverly Hills, со Зечевиш програма, со претресите предходно, со Охрид, со секаде и со сето оно што се правеше со разводот, со сите фингирани сценарија, се поврзани со атентатот на Киро. Значи, атентатот на Киро придонесе да го добиам, да живеам во тој пекол, во тој временски период, со разводот и со оние другите сценарии кои што ми ги правеа, затоа што на вистина Фрчко Поли се уплаши и Бранко Срвенковски, тоа е нивен проблем, бидејќи вистината која што е поврзана со овој самонарачен атентат, завршува на крајот со минувањето на името. Ако овој атентат не се десил, немаше ни името да се смени. Отвори доста интересна тема за јавноста, а знаејќи какви докази има. Така да, како што ви кажав, наредната недела со Господ напред ќе одиме професионално, доколку успееме. На вас ќе ве замолам да дадете име на подкастот. Не знаете и двајцата? Шока Рибърс. Да дадете некое име на подкастот. Што ќе биде препознатливо. Да биде препознатливо името и да се бориме за правда и вистина. Од нас обеќаме. Вистината не ослободува сите и без вистината сме никој ништо. Од нас ќе обеќаме дека секој ќе бидеме транспарентни со вас, затоа што секој вистина ја додржува земјата во живот, па така и нашата Македонија, каде што со докази и аргументи ќе ви докажеме дека Киро Талшанов Глигоров, каде што Глигоров мо име добиено по неговата сопруга, а морам да признам дека тој е мој дедо исто од Штип, по баба ми од Штип, кој што е школуван од мој чукун дедо, татко на мојата баба, бидејќи е бил брат на неговата мајка и живеел на Конакот, а додека мојот дедо бил градоначалник или кмет на Радање и на дел од Штип. Така да одговорно ќе докажеме дека Киро Глигоров не бил во автомобилот и ги повикуваме Соти Костов, Павле Трајанов, го повикуваме Гајдов и сите останати да ни докажат како е можно Киро Глигоров на 30 кг експлозив на метар до него да помиде без никакви проблеми од движењето, со повреди на нервниот систем од таја звучна од тај сам звук на експлозијата и како е можно да помине без пукнато ушното панче и чмар на таа голема и на таа силна детонација која што се случила на тој ден. И уште еднаш би сакале да бидеме транспарентни сите, да се водиме со вистината. Сите оние кои што ќе се појавите со наврди, ќе знаеме дека се приклучувате на терористичкиот акт кој што е направен со атентатот, бидејќи ако нападо мислите дека се уште ќе биде одбрана и ако вреѓате и ако исмејувате, ќе верувате дека овој македонски народ ќе ви верува. Не. Тоа е завршено, повеќе народот не ви верува, а затоа и ова поклупување од 20 и 28 ќе биде поврзано со светлината. Уште еднаш, благодарам, останете ми со љубов и следете не за најубавите работи, за вистините работи, затоа што вистината е таа што треба секоја фамилија и секој да го додржи живот, а и секој оној кој што се огрешил пред законот, се огрешил пред сето она, треба да сноси одговорност и да одговара. Така е, друштво, имајте ни убава и благословена ноќ, Бог со нас и помеѓу нас. Да сте ми живи и здрави. Љубов, љубов и само љубов. Чао!